za sekoj od nas i sekoj den, sekoj čas Buba Mara е со нас. Да живнеме. Златна Буба Мара на популарноста. Може да изпееме заедно. 3, 4. Udaljini čuju se kao gromovi, autoputem prolaze kao vjetrovi, odlaze na dalek put, ko to može znati? Samo neki stoper ljud, što ih prstom prati. Ajmo svi. Motori, motori, ajmo svi. Motori! Давач! Motori! Още еднъж! Motori! 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 Абе, не е технология за нас, за македончева. Сега гледа да кажем. Добро, сега се движиме ние као со мотор. Али не е тоа. Еве, гледа се. Тука има една слика. Пушти ја сликата да видат. На оваа слика бев и јас. Ама ме сецна. Дај ја другата слика да видиш. Па кој сликаше? Што мислиш ти? Па јас сликам. А зашто ме сецнале? Не знам. Зашто? Што да не ги брукам со моторче? Па шо му фали, бе? Гледај. Ово ти е задни крик технологија. Гледај. Види колко е добар. Ово ти е Томос. Тоа што го чекаат од тој Томосот што го чекаме од за МПЦ, тој. Еве го тој Томосот што го чекаме за Томос Вратоломејски, пошто вратоломија правиме. Еве го. Томос Вратоломејски преподобен. Ова ти е великденски, знаеш дека го фарбавме сега, овде. Тазе го фарбав. Фарбан ми е и требаше уствари да биде знамето на Македонија. Се извинувам. Густа гомна да ми еде, на нашата земја. Извини. Македонија. Што ти е, дечко? И ја го фарбав сега за Великден и беше вака, жолто-црвено, заверна и дека го фарбав со онаква со лушпи од кромет и мислиш. Сега вие ако до толку не знаете дека жолто и црвено дава помаранчасто, јас стварно не знам што да ви кажам. Види колку убав. Ово има и педалја, бе. Ово ти е хибрид. Имаш педалја тука, произведува струја. Да, сам си прави струја. Знаеш како слушна дека произведува струја и одма ми се јави, ја вика добар ден, викам повелете, се јавуваме од кабинетот на ХМ. Да, викам ХМ. H&M? Не вика ХМ, хидрометеоролошки? Не вика Христијан Мицковски. А за струјата нешто сака да го откупат одма, бе. Ама, ево вие пак, ама се сита. Абе, тоа е тоа. Северна и јужна поделени одма, бе. Добре, стварно сака да кажам, не го продава, бе, види колку има. Види колку е добар. Ова не треба ни да го возиш, ова ти е као баланс байк го користиш, знаеш. Кој не зна да вози за рамнотежа. Многу добро.
Знаеш кој ми го купи? Керка ми го купи, 4 години има. Да, бе. Од парите од мекици. Еве, кацигата керка ми ја одбра. Гледаш? Од мекици. Она сакаше да ми купи и хациенда. Ја реков, не, Керко, ти си татин син, дојди вама да кажа. Мора прво да имаш превозно средство за да стигнеш до хациенда. После ќе купиш хациенда. Ама дете бе, за тебе све ќе направи. Све ќе продаде, сите пари ќе ги пот. Ја и викам, значи ти прво треба да купиш мотор, значи не може ти да купиш хациенда па мотор. Мора да купиш мотор па хациенда. Зашто? Значи прво треба да скокнеш па да кажеш хоп. Така, а не прво да купиш хациенда и да кажеш хоп и од Мексико да се вратиш и кажеш холе. Vamos a la playa, mami, andere, arriba. И што хациендата? Со што ќе идеш пешки до хациенда? Само не ме викаат, бе, не ме викаат да возиме заедно мотори. Зашто не? Да ги брукам, нешто му е... А ќе се качат горе до планина, и ја ќе тргнам јас ова. Знаеш што? Они поменуваат по автопут. А моето... И јас сум ги начекал горе на планина, они више качени, а ја моторот на Рамо, не иде, Рамо ми е другар, ја му, гледате, и Рамо иде, го носи, Рамо остави го тука. Они разпослани горе, пикник. Кој извадил лепче, еден донес ајвар, не знам за кој мислите дека. Ајвар, што мислите, кој донеси? Вучич. Александар Вучич, па на зетин на вакцини, вајде ајвар може да донесе што се стиснат патете. Горе разпослани ајвар, пикник, лепче, сиренце, значи све имаш горе наместено убаво се путерче, мачка, викам, дечки, путеров е со поминат рок, која фатеа фрла лебовите, иди. Но путер го подмачкува, па сега не е битно тоа. И путерот со поминат рок, нема везе, и едно време, горе на пикник ке грицкаат сончеглед. Викам, зашто грицкате сончеглед? Па вика, нема зетин. Па што? Па сончеглед грицкаш и правиш зетин. Да бе, мајко. Гледаш што ти е... Зетин нема, а иди у семкара, сончеглед си има регулар. Па што рекол господинот Тони, грицка е Ја фатив да грицкам, ја се потрудив, викам, господине, зашто ви треба за скарата? Му го грицкам, правам... За салата, зашто ви треба? За салата, вирджин, му го правам вирджин одма. Ви треба ладно цеден. Дај фрижидерот донеси. Од фрижидерот излезе Вучич, он одма го прави ладно цеден. Ама... Не ме играат, не ме. И после извади оволка и вреки сончеглед. Глумец, ке грицкаш ли? Шо ке правите бе, пеливани ли ке се борите, викам ме. Не ме викат. Не може. Вајде ја дека не им ги разберам термините. Значи тоа е као, ке дојдеш бе те глумец со нас да возиш, ама треба да даш газ. Извини, викам, шо да дам? Газ. Како викам, извини? Како извини, викам да... Како тоа? Газ, ама... Ова бе, уап! Газ да дам, викам, не можам јако вашите бе тука, бе, ја многу се плашам. Бе, ја еднаш у кривина,
би му набутав газ. Абе, кога сум се исплачил, гледай седиштето што го направи. Бе, знаеш, од страх, кога сум го стиснал, и го руши седиšte, но... Кога сум го стиснал, после кога станав, јас со моторот станав од страх, разбира. Кажам ја така. Ама не, они ме вика, дојде ме глумец со нас, ама слушај, вика, колку ти примам? Не ги разбирате ли, што? Колку ти примам? Викам на тебе, колку ти примам? Па колку ви е доста, бе? Не му ни дам, не ни примам више, бе. Можеш ли да го исправиш? Можам, бе. Гледа го исправам од место. Ке ме убие Ранко, му искинав овдека Бубамара. Ама не, ја го исправам све. И вика, глумец, знаеш што е најбитно за мотор? Што е најбитно? Да фаќаш кривини. Тоа, викам, најболи сте вие, фаќате кривини. Тука ми е мене проблемот. И не ме вика, а се направи голема тајфа. Само се приклучува, то вој. И се возат мотори, се иде, И едно време, почна да ги снемува. Вози мотор, викам, кај бе овој? Тој. Вика, падна. Викам, од мотор? Не, од фотелја. Кај е? Падна. Од што? Од мотор? Од фотелја. Највише падна генерал секретар of the влада. Вози. И много ми е криво. Ама он тамо ќе го стават, генсек, купува мотора. Уабу, сок. Нов, тега се, сок. И викам, и сите падна генерал секретар of the влада? Да. И викам, сега мене софтверот на моторот, кој ќе ми го стави нов? А они ги држија софтверите. Они ми рекоа, глумец, дојди, ја ќе ти го сменам софтверот. Вика, првиот ми рече, слушај, ја ќе ти ставам еден софтвер, нема ни да ти треба. Остави, колку е милион евра, вика, ги остави. А вториот ми рече, слушај, ја ќе ти го ставам договорени у 4 тркала, у 4 очи. И ништо не ми ставија, ја мислам ке ми го препичуваат, пречупичуваат моторот. Ама сега кога ќе отидат таму, па ќе научат занат таму, па кога ќе излезат, може седиште од номеро 5 пацатира. Пред пацапира. Абе, нека ми купи нова, нека ми репичка. Тешко е. И едно време ги нема, никој не вози више мотор. Викам, што е работа, не вози мотор више. Значи, па, демек, нели беше, абе сега дадовме оставки и имаме време да возиме заедно мотор. Па за тоа ли оставки дадовме, дома да се. И знам зашто не се вози мотор више. Зашто? Они се навикнати на полициска пратња. Така. А сега више нема полициска пратња. Па не му се вози на глуво. И за тоа се ставија картонски полицајци по автопут. Картонски полицајци по автопут ги ставија за да вози, за да има некаков кеј. И он вози. И знаеш кој ги зафркна? Овој од МВР што кажа на прес, вика, картонските полицајци уствари се стварно картонски. Ало, се кажува ли дека се картонски? Кој ќе ти застане на картонски полицајци? Абе не се кажува, бе. Абе не може ти на прес па излезе уште. Обичуко од овајко картон. Не го кажува, бе. Обичуко од овај модерно, а канако буте першенге картонско полицајцо. Од овај модерно више наджанава, намангава лежечко полицајцо. Само картонски полицајец. Акана, ава карите дикавто акана ко картонско полицајец. И ја отидов, ја не ни знаев порано, отидов до еден полицајец на улица, застанам, викам, бе, кај е за Гостивар да го прашам? Ето вака ме гледа. Викам, здраво, извини за Гостивар. Идам, викам, не нормално. Идам подоле 100 метра, то исто. Абе, не може исто да ги правите, бе. Абе, мора да му дадеш карактер на картонскиот полицајец. Идам видите.
Значи мора да му дадеш идентитет. Пошто идентитетот е бетон, така? А што идентитетот е картон. Еден дошт, тој картонски полицаец ќе се направи лежечи полицаец. Јавете се во полиција 192. Добар ден, добивте просториите на МВР. За вистински полицаец притиснете 1. За лежички полицаец притиснете 0. За картонски полицаец притиснете старо купуем. Те ги искина. Така да, мислам, не ме вика никој, баш ми е криво и сега се спремам, пошто се најави дека ќе се гради вакво, стаза за Формула 1. О, да. Формула 1 ќе сега се спремам за Формула 1. Па ја гледам за тоа ги шмирглаат шахтите, бе! На Формула да не и закача. И овие зашто ги изнивелираа шахтите? Па на Формула бе не може, тоа е многу ниско. Тоа е главна риторика, ама нема везе тоа. Тоа кога ќе ги направат, да не бидат дека зборам пред време, кај ми е раката? Кај ми е раката? Се извинувам. Се извинувам. Од тоа имам овека, како се вика тоа, ишијас. И дури го сменија бројот на МВР. Веќе не 192. Сега е 112. Да. Да не го измешаат со Владко Стефановски да му звонат 123, 123. Да чуем. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Вие терете, ја ќе го најавам. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Минатата година ја добија наградата за најдобар албум и не можеше да отсвири во живо, но затоа оваа година го најавуваме овде во живо единствениот легендарниот Владко Стефановски! Тафталиџе Шафл, најдобар албум 2021. 20-та, извинете. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас. Добро вечер, Буба Мара, добро вечер. Честитки за 25 годишниот јубилеј и благодарност за минатогодишната награда за најдобар албум Тафталиџе Шафл. Фала многу, би сакал да ги представам младите момци со кои патувам низ светот. Иван Кукич на бас. Јан Стефановски на тапани. Инаку мојот драг соработник, кој исто така работеше на албумот, единствениот Дамир Имери. И уште една моја пријателка која исто така соработуваше на тој албум, the one and only, Андријана Јаневска. Имам старо огледало, 3 века преживело, во рамка позлатена, со слика заматена. Да знае да раскажува, што се тоа видело, романи би напишало, филмови би снимило. Огледај се во мене, како во огледало. Огледај се во мене, како во
koja si. Ogledaj se do mene, da vidim da li moja si. Oči crni maslinki, sini zeleni uroklivi, beli zabi nasmejani, pusti solzi prolejani. I koga misliš na desno, to gleda na levo. I ti što misliš pretesno, to gleda široko. Ogledaj se do mene, kako ogledalo. Ogledaj se do mene, kovo bistro jezero. Ogledaj se do mene, da vidiš koja si. Ogledaj se do mene, da vidim da li moja si. Da li moja si. Ja sam ti ogledalo, od svegde što te gledalo. Koga legnuvaš na večer, koga se budiš na utro. I koga pisma pišuvaš, koga gosti dočekuvaš. Koga se oblekuvaš i koga se soblekuvaš. Ogledaj se do mene, kako ogledalo. Ogledaj se do mene, kovo bistro jezero. Ogledaj se do mene, da vidiš koja si. Ogledaj se do mene, da vidim da li moja si. Da li moja si. Hvala Andrijana, hvala mi mnogo. Hvala Damir, hvala dečki. A сега imam една чест и задоволство да најавам и да доделам една награда. Се работи за човек кој е жива икона на регионалниот рок-н-рол. Од 70-тите години па до денешен ден важи за неприкосновен рок-вокал. Пееше во најголемата југословенска рок група на сите времења. Имав можност да свирам неколку гитари на неговиот прв солистички албум. Дами и господа, ве молам за едно срдечно добре дојде за големото име Željko Bebek. Izdao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu dragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.
Pristao sam, bit ću sve što hoće. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Puno hvala onima koji su me predložili da dobijem ovakvu nagradu, onima koji su me izglasali i da budem jedan od onih koji u ovom svom poznom životnom dobu stoji ispred vas sa ovakvom zlatnom bubamarom. Blagodaram na site. Šta se ovo, majko moja, sa mnom dogodi? Slomilo se sve u meni, grom me pogodi. Kao da sam lutka koja bol ne osjeća. Ostavi me, ljubav moja, usred proljeća. Preko polja za mnom idu dvije muzike. Jedna uvijek tugu svira da me ubije. Druga samo jednu pjesmu, pjesmu ljubavi. Pjesmu koju neću moći ja preboljeti. Prosti mi što te volim, Bog me kaznio. Dao mi je da te vidim, pa te uzeo. A u mome srcu samo teku otrovi. U njima me nema više, u njima si ti. A u mome srcu samo teku otrovi. U njima me nema više, u njima si ti. Za mnom idu dvije muzike. Jedna uvijek tugu svira da me ubije. Pustio sam jednu suzu, mušku najtežu. Pustio i sa njom dušu, dušu ranjenu. Prosti mi što te volim, Bog me kaznio. Dao mi je da te vidim, pa te uzeo. A u mome srcu samo teku otrovi. U njima me nema više, u njima si ti. Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio. Teku otrovi, u njima me nema više, u njima si ti. A u mome srcu
njima me nema više. U njima si ti. Благодаря. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас. Нашиот слоган е да живнеме. Дали живнавте малку после овие две пандемиски години? Не, добре, малце, така, има малце. Какви 2 години да живееш во параноја дека, знаете, мене короната на што најмногу ми удри? На врат. Седиш на кафе, вака, сам, и тука некој ќе кивне. Леле, вратот, братже. Па ќе се накашне. Значи, ишија не кашљај. Тоа најмногу ме помни. Ама многу интересно време дојде. Ама они меѓу себе се забавлjaат овие нешта. Да си идам ја, ако не. Или па дојди беше. Ама јас сум платен, ти за џабе ке тераш, беше. За овие што не слушаат на телевизија, дечките си се смеат нешто горе. И беа многу поинтересни од мене изгледа. Гледа, слушай. Дојди бе доле, има место, дојди доле. Дојди бе да ги носиш малце, да ја носиш публиката. Цело време нели се бара, никој не седнува празна кафана, а сега за време на корона пандемија, што сум нашал едно кафанче, братче, никој нема. Абе, ние и келнерот, абе не знаеш како сме си поминале. Абе, ние што најдовме едно попразно, браќе. Абе, глувци идат, глувци. Како бе, дај ми број да резервирам, бе. Да диносауруси има. Или надпревар, за време на пандемија, надпревар, кој помалце излегол од дома. Браќе, ја не, ако сакаш да се видиме, ја од дома неам излезено. Стварно? Не, ја неам излезено од 98. Ја од 44-та. Ја од живот. Ја не се неам ни родено, значи. Или што се порано беше, што се дружиш со тој бе, брат, тој не излегува од дома, бе, тој е скапаница сега. Брат, јас само со него се дружам. Види, поштоно со никој не се гледа. Сменети се времињата. Но добро е што знаеш, и маските, никој не носи маска, бе? Мислев дека еден ке има фанатичен да носи маска. Да ме убиеш, мислев дека еден ке. Ама како да носиш маска, они со лепези се сите, види. А вричка е малце, а? Па така се погоди оваа година, сега се падна, намрсно Буба Мара. Да. Кој носи маска, кој е тоа? Види, без маски не може да се познаеме какво време дојде. А не гледам со маска кој е ич. Знаете кај се заразувавме највише? Сега си со маска, така. И му викаш на некој здраво, и он ти вика здраво, здраво, и он... Абе, јас сум, тука се заразував. Илина е, А ти па што, цел ден си на планина, што па ти маска носиш? Демек планински воздух могу да не... И овдека многу ти... Абе, Чамбазов, и ти бе... Абе, ја разбирам, еднаш да се ожени човек, разбирам, и се рада така. И више не е женен. По втор пат пада се ожени. Па тоа е како, возам југо, така. И ме заебаа југото и го продавам. И по втор пат, па југо купи!
Па многу убава вака, бе. Ама планински воздух, гледаш чист. Па ме збуни се, ја не знам ни до кај стигнав. Па колку убави се шљата, види га вазова, види овдека, бе. Види го нам Петрески. Види ја Звиц. Колку сте убави, че дајте да ги поздравиме, бе, овде. Ја сега гледам кој е тука, дојден, бе. За време на пандемија највише ме нервира оние што носеа маска 4 броја помала и ушите ево вака. Ама не, чекај, ве молам камера да сними. Која камера? Ево оваа ако може да сними. Го има ли на монитор, пушти го ако може. И иде, здраво, кило патлиџани ако може за мене. Абе добро, нели гледаш дека ти е сгужва на увото? Си тераве цел ден, нема проблем. И мерките беа едно време абсурдни, да ви кажам право. Јас седнав во еден хотел тука во Скопје и си седам и тука има лоби, така. Овдека се пие кафе, тука е рецепција, тамо тоалету. И ја пием кафе со едни видни личности, многу добри, тука се во публика да не ги спомнам. И пиеме кафе без маски. Уште се јако беше короната. И пиеме вака без маски кафе, без маски. Значи вака пиеме кафе. И викам, извини, кидам до веце. И тргам ја на кај веце. И ми вика секјурите, извини, маска ако може. Викам, ја тука седев, маска, за увеце маска! Ставам маска, ушето чак, се враќам, седнувам да виде, ами вика господин што се, аби извади ја маската. Да бе, викам, ја вадам маската. И седиме доле, така, на столица. И после тргнам на кај веце, викам, чекај бе, чекај. Најверојатно, короната ти е тука негде. Разбираш? Најверојатно ти кога седиш, ти си безбеден. И тука ти е короната. И кога ќе станаш на ти разбираш? Така да вие у партер немате гајлео, вие нека му мислат. И ја после запиев пиво, па ми се приеде у тоалет. И му викам, па ќе теб не ставам маска, па си тргнам на кај тоалет вака. Па си дојдеш до тоалет така, па си моташ, па што ќе ми избркаат, па кој? Си тераш. Само е заебано да не се улета исто некој кod тебе што... Мислам да нему е на некој позади зорт. Ќе те... Се извинувам на сите. Тек тоаш ќе фатиш корона и уште нешто теја тука. И после првиот пат у таа сред пандемија, кога излегов од Македонија, се извинувам од нашата земја. Обре, наедите, многу име страв како да ја кажат. Зашто? Ако кажем Македонија, овие ќе му ебат мајката. Ако кажем нашата земја, овие другите му ебават мајката. Не се води, не се тера. И јас тргнав на кај и влегувам во Хрватска. И тој ми вика, добар дан, господи, јас сте ли цеплен? Викам, шо? Дали сум цепен? Да. Викам, да, знаеш, дали сум цепен? Да. Цепен сум. Од што? Викам, од што не? 30 години не цепи у Македонија, кој ќе стигне? Од ДУП, ГУП, МУП, образование, здравство, судство, влада, сите ме цепат, браќе, викам, јас сум разцепен. Не, ми вика, извини, не ме разбираш. Дали имаш вакцинален пасош? Викам, шо? Не го знаеш, колата работи. Викам, бугарски пасош? Викам, имам, ама не ми е на истата адреса у Благоевград, кај што се 175.000 македонци у истата куќа стационирани и таму има бугарскиот пасош на таа адреса. Не ми е. Не, види, може да се вади вакцинален бугарски пасош. Само треба да најдеш, братучка,
некој баба, некој трето колено што има прележано корона. Најверојатно тоа беше. И вика, не, господине, бе, вика, дали сте вакцинирани? Викам, извини, мислиш ваксайн? Извини, мислиш ваксайн? Вика, да. Викам, да. Со што? Со игла. И он вика, ама со дечко, бе. Коктелче беше, вика. Гужва беше. Кој ќе те убоде, што ќе се убодеш, не знаеш, вика. Не стварно, вика, со... Па со, да не си со Спутник. Да, Путник, викам, за Словенија. Не се да спомнам, ке ме сок, ке ми напред. Не, вика, руска, викам, таа многу тела прави, антитела, антитенковски, Многу нуклеарно ми делува, викам, не. Да не си, вика, со Pfizer. Со Pfizer, таа, викам, Viagra што ја прават. Ми кажа пријатели, вика, да знаеш, вика, мене многу ми задигна притисокот после Pfizer. А сега што ми бараа карти, вика, слушай, да ми даеш карти, му партер, зашто? Јас сум со Pfizer вакциниран, не може да се искачам догоре, немам сила. Па вика, со што? Овие се со друга, овие се со Спутник, овие. Па со што си, вика? Со AstraZeneca, викам да ти кажам право. Не, вика, да не си со кинеската. Викам да ти кажам, за кинеската не може многу да им се верува. А за кинеско, знаеш кој е кинеско нешто? И еден другар прими и одма му се пријаде хот-дог. Глупост. Гаси и пушта реклами, нема веќе. И вика, со AstraZeneca, вика, да не си вакциниран. Викам, да ти кажам, не може да таа да ја верувам AstraZeneca. Траеше и маце ми делува македонски. Го смени името одма. Ги снема. И маце, AstraZeneca, викам, не може да ја верувам, пошто малце ми звучи, знаеш, не знам што е име, што е презиме, као Венко Филипче ми е малце. Мислам нека ми прости докторот, ама. Извини, докторе, ама... Као Александар Маленко. Добар ден, господине Добре, како сте, докторе? Добре сте. И види, има разни ваксери. Некој се вакцинира, ама и нас не се угодува. Слушай, што се случува? Како почна работата кај нас? Нема вакцини! Цел свет се вакцинира, зашто не дајте ни вакцини? Срам да ви е неспособни! Доле влада, ги украдува вакцините од кинезите, они не ги дадува, пошто сакаа да украдат. Срам да име, ќе видите вие, доле влада! И донесува вакцини. Аре да се вакцинирате, сите има вакцини. Што? Ти ли ќе ми кажеш да се вакцинирам? Не се вакцинираме! Па тоа е моје тело, моје стомак, не се вакцинирам! Македонија, нашата земја. Има разни ваксери, има и трансваксери. Што е трансваксер? Не е вакциниран, ама се осеќа како да е вакциниран. Има разни. И да ви кажам, јас примив вакцина и од нус појави, ја имам само нос појави. Ништо, дуле, не да ме такне. Никој ништо не знае од државава, колку пари имаме, ќе преживееме ли, колку е GDP, MDP, само се знае колку има антитела. Секој човек знае колку антитела има. И стварно, некој има нус појави, стварно, срце го боли, ова го боли, она го боли, ваму го боли, онако го боли. Некој имаше, како се вика тоа, пролив, затвор, отвор, како се вика, притвор. А некој притвор. Генералниве секретари, сите на тоа ги удри. Што вакцина примија, бустер ли става, што става, јас стварно не знам. Значи, нив највише ги удри. А стварно, мене кога ме стави вакцина, види, пошто ја овдека сум, ова, као дзид да става, разбираш. 4 игли искрши. Он мораше со бор машина прво да буши, па типла да стаи, па да изглетува, а после вакцината да стаи тоа игличе. И мене ми ја стави, да ти кажам, право, како осетив и одеднаш, нешто, знаеш како,
Викам, што ти? У Србија, да се живи и здрави Србите, Александар Вучич, да го поздравиме, Господ здраве да му даде. Знаеш, како ми мрда, викам, сестро, што е ова? Не се секира, вика, тоа ти од чипот. Вика, иде чипот низ тебе, он движи. Вика, кога го осеќам ја чипот и едно време како движи чипот, оп. И вика, да знаеш кај е најслабо, таму ќе се стационира. Вика, чипка де. Ја како цок, чип, ага го превестави. Вика, пази напред. Не, новчаникот го премести, парите. И го премести, и после се викам, чекай бе, што имаш ти бенефити да вече? И сите плаќаат, нели, може да платиш со телефон, со картичка, PayPal, со наква безконтактна, со било што, така само плаќаш. Јас знаеш што плаќам? Со чипот. Цак, цак. И сите викаат, абе, чип бе, демек страшно. Што е бе, страшно? И што ќе ми направи? Што демек ќе ме контролира преку чипот? Демек не може да јадам трици за нив, не може да ги критикувам. Ове клошари, едни лопови, многу добри луѓе, значи многу се фини, многу работи. Разбираш? Што ќе ми направи? Ове украдовте пари, бе, 30 години. 30 милиони. Украдовте 30 милиони милички, што ќе ме контролира? Па чипот не може да ме контролира мене. Добри сте, така, живнавме. Знаете ли денеска дека е 12 мај, денот на медицинските сестри? Е, тие сестри, само помислете ги на овој ден денес, утре име на братучетките, на золвата, на балдъските. 12 име на медицинските сестри. Тие сестри што искачаат надвор и што им викат: "Ајде, тие сестри усред пандемија што беа таму у жижата. Сакам да ги поздравиме со аплауз. И воедно да ги поканам на сцена да ни се обратат. Малку трема имам. Па нормално. Добро вечер на сите. Чест ни е што сме денес овде вечер, односно вечерва со сите вас овде. Особено сме му благодарни на Ранко што токму го одбра 12 мај, меѓународниот ден на сестрите, да ја направи ова јублејна 25-та Бубамара. Што ми дозволи да сме вака облечени, и бараше да сме униформи, среќа што не побара да сме во скафандери. Вечерма сме присутни многу мал дел од нас, кои што во изминативе 2 години од и медицински сестри и акушерки бевме присутни и за вас постојано тука од ковид центарот во инфективна клиника, ковид центарот клиника за неврологија, пунктот за масовна вакцинација и други. И овде сме само со една порака. Медицинските сестри се глас што води, а инвестирањето во медицинските сестри и акушерки не е трошок, туку огромна придобивка за целокупното население и општествена инвестиција која го јакне здравствениот систем. Огромен поздрав до сите медицински сестри. Поздрав до сите медицински сестри и акушерки кои што вечерва се на своите работни места. Ви благодариме.
најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас.